Добар ден, ученици, јас сум оделински наставник Совче Христоска. Денес ќе одржиме час по математика за 5-то оделение. Наставната содржина која што ќе обработуваме денес е мерење и цртање отсечки. А целите кои што треба да ги совладаме е да научиме да цртаме, мериме и препознаваме отсечки до најблискиот сантиметар и да заокружуваме отсечки до најблискиот сантиметар. Најпрво, да видиме што ни е потребно за да нацртаме отсечка. Потребно ни е линијар, молив и гума. Што е отсечка? Отсечка е дел од правата што има почеток, крај и должина, односно има почетна и крајна точка и има одредена должина. Отсечката ја мериме во сантиметри и милиметри. Еве ги означите, ознаката за сантиметар и ознаката за милиметар. Отсечките ги запишуваме, односно ги именуваме со големите латински букви или на почетната и крајната точка од отсечката запишуваме големи латински букви. Како ги запишуваме должините на отсечките? Ако отсечката е долга 5 см, запишуваме АБ е еднакво на 5 см или АБ е еднакво на 50 мм. Што значи од овој пример гледаме дека должината на отсечките можеме да ја запишеме и во сантиметри и во милиметри. Односно, овде исто ги користиме знаењата од претварање на една мерна единица во друга, односно треба да знаеме дека 1 сантиметар има 10 милиметри, за да можеме да ја запишеме должината на отсечката во милиметри. Цртата над ознаката, односно над именуваната отсечка, задолжително се пишува. Што е важно кога цртаме и мериме отсечка? Кога цртаме и мериме отсечка, важно е правилно да го користиме линијарот и правилно да го поставиме линијарот. Линијарот го поставуваме на почетокот на отсечката и почнуваме да мериме од нулата, односно нулата на линијарот и почетната точка на отсечката треба да се совпаѓаат. Гледаме дека на линијарот имаме поголеми и помали цртички. Веќе знаеме дека поголемите цртички на линијарот ги означуваат сантиметрите, а помалите цртички на линијарот ги означуваат милиметрите. Како заокружуваме отсечка до најблискиот сантиметар? Ако отсечката АБ е долга 4,6 см, незината должина заокружена на најблискиот сантиметар ќе биде 5 см, или ако отсечката АБ е долга 4,2 см, незината должина заокружена до најблискиот сантиметар ќе биде 4 см. При заокружувањето на должината на отсечката до најблискиот сантиметар ги користиме знаењето од заокружување на децимални броеви. Да се потсетиме уште еднаш како заокружувавме децимални броеви. Ако цифрата после децималната запирка е 5 или поголема од 5, тогаш децималниот број го заокружуваме на наредниот цел број, а ако цифрата после децималната запирка е помала од 5, тогаш децималниот број го заокружуваме на целиот број кој што го има во себе, односно кој што го содржи. Ајде да ги заокружиме до најблискиот сантиметар отсечките со следните должини. Ако отсечката е долга 2,5 см, заокружена до најблискиот сантиметар ќе биде 3 см. Ако отсечката е долга 4,9 см, заокружена до најблискиот сантиметар ќе биде 5 см. Ако отсечката е долга 5,8 см, заокружена до најблискиот сантиметар ќе биде 6 см. И ако отсечката е долга 3,1 см, заокружена до најблискиот сантиметар ќе биде 3 см. За домашна работа, да нацртате отсечки со должина 23 см, 10 мм, 6 см и 1,6 см и на линкот што го гледате подолу, можете да најдете задачи и игри кои што вклучуваат теми и содржини од наставната единица која што денес ја работевме. Довидување, ученици!